Суди, адвокати, правници. 11-мината од листата која го мина првиот филтер за судија во Страсбур, еден по еден од утрово доаѓаа на интервју пред комисијата, која се состана во Уставниот суд. Сепак, кои тројца кандидати ќе се најдат на листата што ќе оди во Советот на Европа, комисијата нема да одлучува веднаш по интервјуата. Ќе чекаат одлука од ДКСК, која треба да се произнесе по представката за судирни интерес на председателот на Уставен Дарко Костадиновски, кој е председател на комисијата. Еден од кандидатите кој го мина првиот филтер, деканот на правниот факултет Саша Георгиевски, му бил ментор за неговиот магистарски труд и за докторската дисертација. Костадиновски веќе се произнесе дека нема конфликт на интерес, а пред денешните интервјуа на состанок и другите членови се согласиле со него. По образложување на аргументите и фактите во смисла дека во конкретниот случај не може да стане збор ниту за пристрасност, ниту за потенцијален судир на интереси, предлогот за изземање на председателот Костадиновски не беше прифатен од членовите на комисијата. Комисијата едногласно одлучи да се спроведат закажаните интервјуа во текот на денешниот ден, а резултатите од истите ќе се достават до експертскиот панел на Советот на Европа, откако ДКСК ќе одлучи по приговорите. Антикорупцијска предметот го отворила на 13 октомври и чека одговор од Костадиновски во рок од 15 дена. По добивање на информациите, предметот ќе биде разгледан, пошто на првата наредна седница ќе биде донесена одлука која ќе биде јавно објавена. Изборот на кандидат за македонски судија во Европскиот суд за човекови права го следат контраверзии откако владата кон крајот на јули го поништи претходниот избор. Ја разреши комисијата и формираше нова. Владата тврдеше дека тројцата кандидати, обвинителката Ленча Ристовска, судиката Габриела Гајдова и адвокатот Јордан Апостолски не ги исполниле критериумите, но тие не добија никакво образложение. Ристовска за сите нерегуларности го известила Советот на Европа. За разлика од другите две кандидатки, Апостолски се пријави и на новиот оглас и денеска одговараше на прашањата на петчлената комисија, во која покрај председателот на Уставен се и председателите на Врховниот, Кривичниот, Граѓанскиот суд и директорката на Академијата за судии и јавни обвинители. Не добив одговор од владата и нема никаква одлука од владата дека јас не ги исполнувам одлуките, критериумите, така да бидејќи не сум добил никаков одговор, решив пак да се кандидирам. Јас сум адвокат, ние никогаш не се откажуваме и секогаш одиме до крај. Интервјуата како наблюдувачи ги следаа представници од невладините, коалицијасите за правично судење и Македонско здружение на млади правници.